Добар ден, почитувани гледачи. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што сте заедно со нас во наредните минути. Македонско издание емисија 425 е програма која што професионално ве информира за поважните настани во Торонто и околината, како и ве забавува со наша македонска музика. Емисијава, како што знаете, до пред 2 години се емитуваше на кабловската телевизија во Онтарио, Роџерс ТВ, кога Роџерс неочекувано ја затвори телевизиската станица и каналот 10, на кој, покрај голем број на други мултиетнички и англиски програми, се емитуваше и емисијата Македонско издание. Ова емисија се емитува од 1998 година, а од 2006 секоја епизода после оригиналното емитување на канадската телевизија беше перманентно поставена на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. По укинувањето на Роџерс ТВ, канал 10, емисијата Македонско издание можете исклучиво да ја гледате на нашиот сајт, повторно да го повторам, www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа емисија, и ви благодарам што одбравте да бидете заедно со нас. Денешнава емисија ја емитуваме на 25 април 2020 година. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Birthright Macedonија или во превод Родум од Македонија е организација која што во јули минатата година го одбележа своето 5-годишно постоење во главниот град на нашата земја Скопје. Како одгранок на обединетата македонска дијаспора од Вашингтон, Соединетите Американски држави, ова организација секоја година организира престој на студенти и млади стручњаци од дијаспората кои се по потекло македонци во нашата земја, се со цел да се запознаат со нашата култура, јазик и традиција додека стажираат на некои соодветни позиции. Во наредните неколку емисии ќе ви прикажеме интервјуа и разговори со некои од учесниците и организаторите на оваа манифестација, која што, како што кажавме, се одржа во јули во нашиот главен град Скопје. Почитувани гледачи, разговараме со господинот Александар Каржаловски, кој што е директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, ко-партнер во организација на ова значајна манифестација Родум од Македонија. Еве кажете за нашите гледачи, прво, како вие се вклучивте во програмот Родум од Македонија и кој е бенефитот за вас? Па иницијатор на оваа цела операција или проект кој веќе 5 години трае Питер Далас или Петар Делев спрема македонската верзија на неговото име, како што тој секоја година кажува. Дојде тој на конференцијата која имаше Обединетата македонска дијаспора 2013 година во Скопје, каде што бев и јас гостин. Паралелно и државната владината агенција за дијаспора имаше заселеништво, тогаш наречена, имаше слична конференција, па тој ја представи идејата на двете конференции, меѓутоа немаше кој да локално да ја спроведе целата иницијатива, така се запознавме.
дадовме ние некоја посветеност да се вклучиме во смисла да обезбедиме семејства домаќини и пракси за, бидејќи ние сме со нашата голема мрежа на пријателски организации од невладиниот сектор, со државните институции, со фирми, имавме голема мрежа која може да обезбеди такви пракси за соодветни за студентите кои доаѓаат од диаспората. И така започна и еве се уште сме заедно. Добро. Сега бенефитот што еве Македонија или владината организација на Македонија како што е вашата го има од сето ова? За нас нема посебен бенефит, за сега барем се покриваат трошоците со самото тоа што самите учесници го плаќаат, но идејата е нели поголема да со ова се стимулира соработката на државата, матичната држава со диаспората за запознавање на корените на последните генерации на наши иселеници во другите држави, да видат од каде дошле нивните предци, да по можност се заљубат во земјата и да посакаат да дојдат пак, дали како за студии, дали за престој туризам, дали за водење на бизнис. Значи без оглед каков понатамошен, идејата бенефит би бил идејата е да ова се мултиплицира и да тие се убавите спомени кои ќе ги донесат од Македонија, да се вратат во иднина и да помогнат во развојот на Македонија. Уште еднаш ви честитам за 5-та година од постоењето и соработката која што ја пружате за овој програм и уште многу повеќе да видиме години понатаму истиот програм да продолжи да живее. Благодарам и се надеваме со многу повеќе учесници следните години. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Овдека еден од гостите кои што се присутни на 5-та годишнина од Родум од Македонија, го сретнавме и Филип Јотевски, кој што е од Вашингтон, Соединетите Американски држави. Прво да ни кажеш, знаеме веќе дека и ти беше учесник на овој програм, Birthright Macedonia. How many years ago? 5 years ago. So how was your experience then? 5 years ago, I came for 3 months. I wanted to spend as long as I could here in Macedonia. Spent a couple months with family in Bitola and 1 month here in Skopje working and living. And the hardest part was leaving, obviously. My biggest impression was the hospitality, the warmness of the people here, how nice everyone was, how welcoming they were here. And for that reason, I come back every year now. Every summer? Every summer. So how do you explain other students, other Macedonians who live in the diaspora, how do you just pass your experience to them so, you know, they get this bag and want to come here? Of course. I first start off asking, you know, how passionate they are about our culture, our identity, our country, and of course, almost every Macedonian there is extremely passionate. But a way to measure that passion is whether you want to give back or not, whether you want to give back to the country, to the identity, to the language, and the best way of doing that is living and working here. Hopefully we inspire enough students to move back to Macedonia and have their skills impact the country here. Thank you, Philip, and continue the good job. Благодарам. Почитувани гледачи, помеѓу гостите овде во Скопје, во хотелот Арка, каде што се одбележува 5-та годишница од програмот Родум од Македонија, ја сретнавме колешката Валентина
Новковска Трајковска, која што е уредник на сателитската програма на радиото во Македонската телевизија. Иначе комплетното име? Радиопрограмски сервис преку сателити, посебни радиопрограми, Македонско радио, Радио Македонија. Нашата програма е наменета пред се за македонците ширум светот, значи каде и да се, секако дека се слуша и во Македонија, значи тоа е програма наменета за диаспората. Сега вие повеќе години го пратите овој програм, кажете ни нешто повеќе за тоа. Значи на програмата на Радио Македонија, проектот Родум од Македонија си го најде своето место уште од самиот почеток, значи пред 5 години, бидејќи годинава овој проект слави еден мал јубилеј, можам да речам, 5 години Родум од Македонија. Ова е според мене еден интересен проект кој му возможува на младите луѓе кои што живеат надвор од Македонија, без оглед на тоа дали се прва, втора или трета генерација иселеници, да се запознаат со својата татковина и да се запознаат со културно-историските вредности на Македонија, да се запознаат со начинот на живот и со луѓето тука. Значи, јас од самиот почеток, од како беше востановен, ако можам така да речам, овој проект, на програмата на Радио Македонија информирам за неговото одвивање. Значи, информациите се во врска со тоа што се случува во рамките на овој проект, а најинтересно од се е што оние млади луѓе кои што го зборуваат македонскиот јазик, гостуваат во студиото на Радио Македонија и ги кажуваат своите искуства од престојот во татковината, односно татковината на нивните предци. Она што можам да кажам дека е интересно за овие луѓе е тоа што сите тие кажуваат дека без оглед на тоа дали се прв пат или повеќе пати дошле во Македонија, се чувствуваат тука како да се свои на своето, значи се чувствуваат како дома. Особено им е интересно да ја вкусат македонската храна, најзадоволни се од Охрид, да речеме, бидејќи програмата вклучува и посета на Охрид покрај другите знаменитости во Македонија, посета на сите културно-историски и знаменитости и цркви во Охрид. И во секој случај мислам дека овој проект си доживеа една своја, како да речам, реклама сама по себе. Од она што го слушам и од луѓето што учествуваат во програмата, младите луѓе кои што доаѓале претходните години им раскажуваат на своите пријатели, на своите познати, споделуваат искуства на Facebook и меѓу другото и тоа е еден од предизвиците за други луѓе, други млади луѓе да се заинтересираат да дојдат во Македонија. Дури во последното гостување од овогодишниот проект, значи, имав една млада девојка која што доаѓаше од Соединетите Американски држави, од државата Мичиген, која што каже дека овде премногу и се допаѓа и дека дури и размислува дека можеби, ако не постојано, барем на одреден период би дошла да живее тука со своето момче. Момчето македонче, ако е, а може да ќе го убеди, ако и не. Не знам, толку не прашував, но мене ми е интересно и драго ми е што без оглед на тоа што доаѓаат од земји кои ние во принцип ги сметаме нели за поразвиени и со повисок стандард, секогаш добиваат убави впечатоци од Македонија и им се допаѓа тука и сите кажуваат дека повторно би сакале да дојдат, дали во рамките на овој проект, дали пак индивидуално, да речеме, во посета на роднините. Една од девојките која што беше дојдена од Австралија, беше сместена кај своји роднини и ми кажа дека роднините толку се радувале што дури не и давале да ги посети другите роднини од што сакале да биде кај нив. Инаку една од карактеристиките на овој проект е тоа што сите учесници во рамките на проектот се сместени во македонски семејства и на тој начин практично младите луѓе на лице место, ако можам така да кажам, добиваат впечатоци за тоа како се живее во едно семејство во Македонија. Валентина, многу ви благодарам прво како колешка што го афирмирате овој програм на вашата програма и секако многу поздрави до вас, до програмата и да продолжите со оваа работа. Благодарам, Победа, навистина ми беше драго што еве сосема случајно после многу долго време, веќе 3 децении се поминати, се сретнавме на еден вака убав настан. Благодарам исто така и на. А сега во продолжение да проследиме една музичка номера.
света, светло и радост голема. И во денешнава емисија имаме неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови. Побарете ги TJ Hosting на 647 547 3061. Читайте македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување и осигурување за критични болести, осигурување за вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647 977 0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарете Елизабета на 647 281 5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.